Сите зборуваме за сообраќајна култура, посебно откако МВР најави засилени мерки на контроли и казни за непочитување на сообраќајните правила. Сообраќајна култура или некултура, да разграничиме што децидно стои во законот. Дали за некултура постојат санкции? Возачи под дејство на алкохол, зборување на мобилен, паркирање на тротоари. Граѓаните велат, казните нема да променат нешто ако не проработи свеста за одговорност кај учесниците во сообраќајот. Не можеме ние пешаци да поминеме, а имаме паркинги што може да си платат 20 денара, ама еве луѓето некои може да плате, а неки. И се паркира тука. Свеста, значи свеста треба да проработи, а не казните. Сите со мобилни зборуваа, а чим зборуваш со мобилен, ти не можеш да бидеш концентриран на сообраќајот, на возењето. Сообраќајниот хаос на улиците им пречи на сите, посебно за време на шпицот кога се создаваат колони на возила и застои во сообраќајот. Тогаш револтот возачите го искажуваат со трубење на сирените во возилата, кревање раци и излегување од возилата. Иако во оваа ситуација виновни се само несоодветните сообраќајни решенија. Како да се надмине оваа ситуација? Најпрво и најевтино е промена на нашата свест. Значи изголемување на сообраќајната култура. Треба да се оди на промовирање на велосипедски сообраќај, на јавен градски превоз во централните градски подрачја, пешачењето, како меѓутоа за сите тоа треба и посебни содржини и површини кои што се наменети за безбедно одвивање на сите учесници во сообраќајот. Едукација и самоедукација. Првенство треба да се даде на подигнување на свеста кај учесниците во сообраќајот. 90% од сообраќајните незгоди се резултат на недисциплинирани учесници во сообраќајот. Скоро сите средби на Републичкиот совет за безбедност се во тој правец, се прават кампањи. Вие можете да видите дека и на медиумите често пати се вклучени кампањи за безбедно учество во сообраќајот по сите основи и се опфатени сите категории на граѓани. Зошто да се плаќаат казни за непропуштање на пешаци, брзо возење, погрешно паркирање, зборување на телефон и ред други прекршоци за кои се предвидени високи парични глоби и до 400 евра. Секој може да биде одговорен учесник во сообраќајот, а грешките, како што покажува искуството, некогаш не може да се поправат. Санкциите за непочитување на правилата се големи, но она што е најважно е возачите да сватат дека тие се наменети за неодговорните возачи и имаат за цел да спасат човечки живот, посочуваат од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата.